Изборот на Трајко Славески за гувернер на Народната банка ќе се најде на седница на 3 јуни. Тоа е првата редовна седница што е закажана во собранискиот календар. Материјалот за Славески председателката Силјановска Давкова го испрати синоќа, но не побарала изборот за него да се направи на итна седница. За да стане нов гувернер на Славески му се потребни 61 пратенички глас, мнозинство со кое располага власта. Јас кажа во минатото дека тоа е одлука на председателот на државата, не е одлука на владата. Согласно устав, председателката на државата го понесува тој предлог, така што немам што да коментирам. Предлогот ќе добие поддршката од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Опозицијата пак со критика дека Славески е тесно партиски предлог и не ја заслужува довербата. Не избор кој што ќе понуди експерт на позицијата гувернер на Народната банка, што било, би рекол, традиција во изминатите години. Од председател на Совет на град Скопје доаѓа како гувернер на Народната банка, тоа е првата работа. Втората причина, лично сметам дека човек кој што се спротивставува на растот на минималната плата, на економски политики кои што се за доброто на граѓаните, тој беше најголемиот противник, ако се сеќавате, тој велеше дека дури 9000 денари минимална плата е голема минимална плата и така натаму, не може ништо добро да донесе. Предлогот за нов гувернер не го поддржуваат и од левица. Додека пратениците се пребројуваат Стопанската комора, очекува добра соработка со Славески и политика на стабилен денар. За нас е битно да продолжи стабилноста на курсот, кое што за нас е многу значајна работа, да девизните резерви се на максимално ниво поставени, обезбедени и на некој начин очекуваме од новиот гувернер да е продавачи соработката со реалниот сектор. Мислиме дека господинот Славески, со кој што сме имале добра соработка, додека бил на функциите, а и као професор на економскиот факултет во Скопје и на проекти што сме работеле во академијата, ќе го возможи тоа. Славески е професор по економски науки, поранешен министер за финансии од редовите на ВМРО-ДПМН, но и председател на Советот на град Скопје. Тој беше во потесниот избор за гувернер заедно со актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска и поранешниот министер за финансии исто од ВМРО-ДПМН Зоран Ставревски. Мандатот на Бежовска е завршен, но таа ќе ја извршува функцијата до изборот на новиот гувернер од парламентот. По добиената потврда од пратениците, Славески ќе раководи Народната банка во наредните 7 години. Катерина Нешкова, Сител телевизија.